Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија е дали трилатералата е светската влада во сенка, колку е мокна трилатералата и што тука во Белград пред 3 недели на оној голем собир на европската трилатерала беше одлучено и дали тие одлуки се однесуваат на иднината на овој регион. Веднаш позади нас, почитувани гледачи, се наоѓаат Генексовите апартмани. Тука во апартманот 202 се наоѓа седиштето на фирмата East-West Bridge. Тој е претходница на српската трилатерала, кој ги отпочнал некаде пред 4-5 години тие преговори со светската трилатерала и пред една година Србија добива своја трилатерална организација. 3 члена од Србија се во составот на таа светска трилатерала, која има некаде околу 418 членови, европската трилатерала има некаде околу 170 членови и тие де факто владеат со светот и владеат со Европа. Пред 3 недели преку фирмата East-West Bridge всушност беше организиран тој собир на европската трилатерала тука во Белград во хотелот Хран Плаза. Што е всушност трилатералната комисија? Постојат мноштво на легенди, мноштво на приказни испреплетени околу моктаната трилатерална комисија. Што е де факто според вас трилатералната комисија? Трилатерална комисија е организација на светском ниво од едно 400 људи, 410-418. Она се ширила временом, нарочито у Европи и у Азија. Велите дека некаде 400-418 членови број трилатералата. Според некои информации кои може се најдат во медиумите или на интернет, некаде околу 178 членови има европски оддел на трилатералата. 180. Србија е последната која е примена од Европа во трилатералата. Вие имате 3 члена, вие сте начеден од тие членови на трилатералата и вас ве сметат, не вас лично, туку сите кои сте членови на таа трилатерала, дека се всушност светски владари од сенка или владеете со светот од сенка. Ја делувам ко владар од сенка. Па не знам ја, досега не сум видел, знаете. Досега не сум видел јас генерално како тоа изгледа. Прв пат ве разговарам со член на трилатералата и затоа директно ви го поставам тоа прашање, дали вие всушност владеете од сенка со светот. Ајмо овако. Да не цитирам Џонија Стулича из Филигрански почника, управљање туѓим судбинама е многу велика занимација, да не кажем право реч која користи. Па нама е проблем у региону владати со 7,5 милиона Срба или владати у Македонија, па кој још хоче паметан да влада светом? Има многу. Има многу, немојте така. Па има многу, али ја говорим о паметним људима. Значи историјата светска е полна со примери кај што луѓе сакаат со цел свет да владат. Од Александар Македонски, не знам, од големата Русија, од Хитлер и така натаму, Карло Велики. Значи светската историја е полна, само разни се формите или различни се формите. Браво. Јесу разне форми и данас форми се и менјају. У односу на Карла Великог и Александра Македонскog. Нема више слонова и мачева и овој стрела, тоа е тачно. Меѓутим, опет вам кажем, значи, та идеја да та организација жели да влада светом, та школа мишљења потиче од оне типичне школе мишљења која свата власт као привилегију или средство за добијање добити. А не свата, значи ја говорим о озбилним људима, не свата да е власт огромна одговорност, која по многу чему потпуно надмашуе ефекте користи. Сега сака да кажете дека во трилатералата се само филантропи собрани, дека не се луѓе кои сакаат да владаат, дека не се луѓе кои се богати. По тој состав кој беше присутен пред 2-3 недели тука во Белград, кој имавте состанок на тој европски дел на трилатералата, таму има луѓе кои тежат по милиарди, знаете. Више, десетина милиарди. Па тоа не се луѓе кои се онака што се вели станати богати, се разбудиле на Сабајли и еве, тука дедо Мрасин донел 10 милиарди или неколку десетици милиарди долари. Па јесте, тоа се врло озбилни људи кои су радили и својим квалитетима су дошли на положај кој данас имају. Jer, budimo realni, biti predsednik Chase
ili JP Morgan ili Deutsche Banke ne ide kao kod nas partijskim vezama i tako dalje, nego ide stvarno zahvaljujući sposobnosti. Ali zašto je vama to čudno? Беа ли тие луѓе тука во Белград пред 3 недели? Беа ли некои од тие луѓе? Chase Manhattan Bank. Jeste, bio je JP Morgan, bio Deutsche Banka, bilo je 16, znači predsjednici ili vlasnici ili CEO 16 najvećih banaka od prvog do 16. mesta Evrope. Пред 3 недели тука во Белград беа собрани некаде 160 представници на највисокото тело или највисоките органи на Европската трилатерала и луѓето кои се разбират во тие работи велат дека после погребот на Јосип Брос Тито ова е најмокен и најголем собир кој е организиран на Балканот или во територијата, односно на територијата на Србија. Колку луѓе всушност имаше покането на тоа што се случи пред 3 недели тука во Србија, средбата на трилатералата? Ovo je bio možda jedan od najvećih odaziva članova Evropske trilaterale po broju prisutnih. Imali smo 165 članova i s obzirom da smo gospodin Jovan Kovačić i ja, Jovan daleko više od mene jer je ranije krenuo na skupove trilaterale, imali prilike da budemo na drugim evropskim skupovima, mogu da vam kažem da u odnosu na prošli skup koji se održao u Krakovu, Beograd je po prisutnim članovima daleko premašio očekivanja. Тахир Хасановиќ беше најмлад член на Сојузот на комунистите на Југославија, односно на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, денес е член на Српската трилатерала. Тој е масон и од таа позиција станува всушност еден од најмокните играчи во Србија. Беше член на претседателството на поранешната младина на СФР Југославија, кога председател на младината е председател денешен на Стопанската комора на Македонија Бранко Азевски, а член на претседателството е црногорскиот премиер Мило Џукановиќ. Вие сте биле најмлад член на Сојуз на комунистите, односно на Централен комитет на Сојуз на комунистите на Југославија во на Титово време, а сега сте член на трилатералата. Bio sam član predsjedništva poslednjeg Saveza komunista Srbije. Добро, како доаѓа до ова средба во Белград? Пошто вие како, ајде да речеме, министер за надворешни работи на Српската трилатерала, сте најмногу вклучен во таа комуникација, доаѓањето, организирањето и така натаму, значи целата таа манифестација на ваши плеки, што се вели. Kažem jednu anegdotu sa ovog skupa u Beogradu. Italijanski ambasador, njegova ekscelencija, je bio gospodinu Jovanu Kovačiću i meni vrlo zahvalan, jer je rekao vrlo otvoreno i čak u polušaljivom tonu da ne može da veruje da će za vreme njegovog ambasadorskog posta u Beogradu da ugosti 2 bivša premijera, nekoliko bivših ministara italijanske vlade i sasvim sigurno 3 najveća predsjednika banaka italijanskih u Beogradu i to povodom jednog skupa za čije održavanje nije ni znao. На вашата веб страна може да се видат фотографии ваши. Мене ми остана впечаток вашата фотографија со војводата од Кент, кој се смета, ајде да речеме, за некрунисан крал на светската масонерија. Беа ли присутни одредени личности од тие кралски семејства тука на овој собир во Белград пред 3 недели? Bilo je predstavnika određenih kraljevskih kuća i to nije povezano sa masonerijom. Добро, кој е најмоќен во ова трилатерала? Дали се уште фамилијата Рокфелер може се смета дека се најмокни, бидејќи тие се јавуваат како иницијатори да биде формирани од 1973 постојана нафтена криза која го зафати светот. Дали се уште, ајде да речеме, ако ја сметаме трилатералата како нека акционерско друштво, дали најголем процент на акции може да се во рацете на Рокфелер? Kao članu koji je ušao najskorije u članstvo trilateralne komisije, stvarno mi nije moguće da sudim da li tu ima moćnijih i najmoćnijih. Tu ne postoji komparacija, postoji jednostavno poštovanje prema osnivačima. Ja sam imao priliku zajedno sa mojim kolegama Jovanom Kovačićem i Dejanom Novakovićem na skupu u Berlinu koji se održao u martu ove godine, u martu prošle godine, izvinjavam se, na proslavi godišnjice osnivanja trilateralne komisije, da vidim poštovanje svih članova trilateralne komisije prema Davidu Rockefelleru. Тежината, значи, е несомнена. Некоја сива имененција, ако речеме најмокен, може би не е адекватен збор, меѓутоа некоја сива имененција може да биде поадекватен. Термин со кој ќе се определи неговото влијание. Ne, ja ću vam odgovoriti patrijarhalno kako mi Balkanci razumemo. Njega svi poštuju kao što svako od nas treba da poštuje oca ili oca svog oca. Јован Ковачич е прв човек на Српската трилатерала, има една интересна биографија, бил личен преведувач на Јосип Брос Тито и тука се поставува клучното прашање дали во времето на Јосип Брос Тито Југославија или поранешна СФР Југославија и самиот Тито беа членови на трилатералата и зошто тоа, ако се случило, а ако не се случило, не било направено. Вела дека
после погребот на Тито. Да? Тоа е најголема или најмокна средба направено на просторот на бивша Југославија после тој погреб на Тито 1980 година, тоа што се случи пред 3 недели тука во Белград. Тоа е тачно. Во Крајон Плаза хотелот или поранешен Интерконтинентал. Или еве македонските гледачи, пошто нели сакат она црна малце хроника, место така ќе убие нарка, неве, ај така да кажеме. Пред 3 недели беше состанокот на Или да се Караџич Коцка. Да, трилатералата, да. Али да се вратимо на ону горечу тему. Кој е трилатерала? Значи, тој скуп еден људи кои су нормално као индивидуе кои раде у едном колективу, су забринути или желе да сазнају шта се дешава у свету. Такви скупови, сваком од njih доносе неку нову идеju, нови податак. Nije to vojna struktura, gde na kraju, posle 2 dana u Beogradu, se donose neki zaključci i svi ti članovi treba da ispunjavaju te zaključke ili da rade u tom nekom rade na ostvarenju nekih ciljeva trilaterale. Molim vas, jer kako vi mislite da iko može da kaže predsjedniku City Cora, Rothschildu, Rockefelleru ili Deutsche Banci ili šta ja znam, to sad moraš da radiš. To su ozbiljni ljudi. Znači, oni tu dolaze sa idejom da čuju, da se obogate nekim iskustvom i svako od njih će raditi na sprovođenju neke svoje ideje koju je dobio slušajući te diskusije opet iza zatvorenih vrata. И добро, каде е вистината? Ако велите дека тоа не е војничка организација, тоа не е организација која сака да владее со светот, а од друга страна имате такво мноштво на приказни, кај што трилатералата и дават, што знам, одредени вселенски височини, една вселенска тежина, дека е тоа всушност организацијата која владее со светот, почнувајќи од 1973 година, кога е формирана од Девид Рокфелер, еден од идеолозите Збигнев Бжежински и така натаму, кога најмокните луѓе гравитираат околу таа трилатерала, каде да ја сместиме вистината во средина, повеќе кон тоа кој вие го говорите, или повеќе кон тие теории на заговор кои се пласират и кои се многу поблиски до обичниот граѓани. Опет, истина кој увек е негде на средини. Ја опет наглашавам, значи, имате утицајни луѓе кои разменјуju информации. И у сваком послу е тако. Ali u svakom. Vi imate kongrese hirurga. Najbolji hirurga, recimo kardiohirurga, imate svake godine. Dobro. Imate. Znači, ti ljudi žele da se okupe i da čuvaju nešto novo. A što ste vi, ako ne ste hirurzi? Zašto razmenuvate mišljenje vi? Вие сигурно не разменувате мислење. Zato što isto kao hirurzi ima neke stvari koje jako interesuje. За животна средина не разменувате. Ако велите дека има банкари, председатели, има угледни личности и така натаму, нешто не ги врзува. Извинете, животна средина, evo što ste rekli, je bila i tekako razmatrana ne kao posebna tema, ali u okviru energetske bezbednosti i inovacije i daljim održivost u ekonomiji Evropske. Не сте се собрале сигурно за животна средина. Може било на перифериите или на маргините, ако се вели. Веројатно се собрале за МОК, за пари, само да вам кажем, животна средина, само брига о животнoj средини u Srbiji može da donese 20 milijardi evra. Samo u Srbiji. 20 milijardi evra. Од овие луѓе. Само ако се животна средина ради како треба. Од овие луѓе, што беа присутни пред 3 недели. Тако е. Ако животна средина може да донесе 20 милиарди евра или долари, тогаш према тоа 20 милиарди јако добрих разлога некое крупно прашање веројатно ќе донесе 200 милиарди или 2000 милиарди. Наш регион je samo toliki da 20 milijardi mi danas prepoznajemo da može se napraviti para od pravilnog iskorišćavanja sve što ekologije i taj pojam zaštite ljudske sredine donosi. Možemo da odemo sad satima da pričamo o tome, nije to tema. Opet vam kažem, znači, ozbiljni ljudi vole da čuju jedno druge, čuju druge mišljenja i nastavljaju svoj posao. Како е формирана трилатералата, колку е мокна трилатералата и дали членовите на трилатералата се најмокните луѓе во светот или тоа се луѓето кои оценка владеат со светот? Значите, за експерт за тие тајни светски организации, едно од нив е трилатералата,
Може би е точно, може би не е точно, може би се адекватни, може би не се адекватни тие, ајде да речеме, урбани приказни, дека во рацете на таа трилатерала е сконцентрирана огромна мок, дека името доаѓа од фактот дека сакаат да владеат со трите пункта на светската економија кои се најсилни во моментот, тоа е Северна Америка, тоа е Западна Европа и Далечниот Исток, првенствено, не знам, Јапонија, Кореја, а во една блиска иднина можеби и Кина. И толкова ли е мокта на таа трилатерала да се смета дека тие всушност се владари со светот оценка? Pa, prvo, trilateral postoji 40 godina. Prošle godine, 2013. oni su svečano obeležili 40 godina postojanja i aktivnog delovanja. Osnovani su 73. na inicijativu, kao što znate, Davida Rockefellera i njegovih bliskih prijatelja iz vrhova američke administracije, obaveštajnih službi i službe za međunarodne poslove. To znači Henrya Kissingera, Bžežinskog i tako dalje. Cilj te organizacije bio je i ostao da, uspostavljajući jedan okvir za upravljanje međunarodnim poslovima, očuvaju hegemoniju koju imaju prvo Sjedinjene Američke Države u svetu i drugo da učine sve što je moguće da tu hegemoniju prošire na što je više moguće delova sveta. Формирани се 73-та година. 73-та, пред 41 година. Tako je. Тој е периодот на оние големи потреси во Tako светот. Првиот, вториот нафтен шок, Tako je sve. Oni su naime кога bili... се напушта тоа златно правило на важење на доларот. Значи светот се наоѓа пред некои турбуленции, редефинирање. Oni su i organizovani 73. i počeli da rade kao institucija koja je trebala da doprinese prvo stabilizovanju poretka u samim Sjedinjenim Američkim Državama posle Nixonovog šoka koji je izazvao sa devalvacijom dolara, sa ukidanjem zlatnog standarda, sa faktičkim bankrotom Sjedinjenih Američkih Država 70. Кризата во Виетнам. Kriza u Vjetnamu, Хипи пократи или хипи zatim движење. revolucija koja je zahvatila 68. godina i Sjedinjene Države i ostatak sveta, antiratni pokreti. Значи загрижени се во тој момент за својот опстанок. Tako je, oni su u tom trenutku suočeni sa velikom krizom koja je nastala, rešili da preduzmu odgovarajuće mere koje bi omogućile da se ta stvar stavi pod kontrolu, pod jedan, i da se sa tim procesima počne da upravlja na jedan efikasniji način. Од тамо ли потекнува таа идеја да се формира светска влада? Па ако не може да се стигне по првата фаза до светска влада, тоа да биде трилатералата. Znate šta? Па да се користат, не знам, масоните, па да се користи таа група Билденберг и така натаму. Значи, преку разни такви форми на политичка, финансиска, па зошто да не кажеме и тајна, подземна мок, da se stavi pod kontrola svetот. Znate šta, prvo što se tiče tog koncepta svetske vlade, to je prosto jedan stari koncept u istoriji političkih doktrina, ideja i teorija, to možemo da pratimo za period unazad posljednjih 2500 godina najmanje. Te pokušaje da se konstituiše neka moć koja bi mogla da upravlja celokupnom ekumenom, koja je nekad bila manja, a danas je ceo svet i tako dalje. U novije vreme, znači u modernom vremenu u kojem mi živimo, to znači da možemo da prilično precizno rekonstruišemo genezu te ideje raznih koncepata i institucija koje su imale da doprinesu za posljednjih 200 godina. Kao primer može da se navede, i to je otprilike moderni početak cele te priče, to je Bečki kongres velikih sila 1814. godine, 15. kada je napravljena ta takozvana Sveta alijansa u kojoj je nekoliko kontinentalnih sila, Austro-Ugarska, Rusko carstvo, Pruska i tako dalje, u stvari preuzeli na sebe kroz međusobne sporazume i ugovore, preuzeli ulogu jednog apsolutnog autoriteta na evropskom i svetskom planu za
rešavanje međusobnih sporova, za podelu interesnih sfera i tih paketa i za upravljanje tim događajima u vremenu koje je pred njima. Сушност војните во светот кои се водат последните 2 века или после тој Виенски договор од 1814 година, сушност се војни на прераспределба на мокта. Во оној момент кога се прави дисбаланс на мокта, се случуваат војните, светски или регионални. Tako je. Tako da, suštinski, mi sad, posle 200 godina, imamo otprilike sledeću situaciju. Sad tu nedavno, OECD je objavio jednu svoju analizu koja je imala za cilj da pokaže nivo ekonomskih razlika u svetu od 1820. godine do danas. Analiza je pokazala da su razlike između bogatih i siromašnih danas potpuno identične strukturno razlikama koje su postojale 1820. Naime, u vreme Svete alijanse. Drugim rečima, to bi značilo da je struktura moći koja je bila uspostavljena 1820. u stvari ostala netaknuta za posljednjih 200 godina. Znači sve ono što se slučuvalo, svetski vojni, zemljotresi, tsunami, suši, umiranja, epidemiji, to nije vlijalo da se izmesti, ili se naruši vlijanje, to poredokot i ta konfiguracija. Ta stvar je ostala identična. Strašno je to. E sad, zašto je to ostalo identično? Ostalo je identično zato što su institucije moći te u stvari uspele zaista da prežive 200 godina i kao jedna mala ilustracija... Znači imali silen koren. Tako je. Jedna mala ilustracija u vezi s tim je ova. 2008. godine porodica Rothschild je obeležila na prigodan način 200 godina svog učešća u svetskim poslovima. Znači, oni su kao jedan mega finansijski, porodični organizam, institucija i tako dalje, transkontinentalna danas, oni učestvuju aktivno u svetskim događajima i u svetskim procesima tokom 2 poslednja veka. Od Napoleonovih ratova i Svete alijanse do danas. Кога пукнува големата европска економска криза пред 2 или пред 3 години, тогаш 6 членови на трилатералата беа поканети да бидат премиери на владите во европските држави кои беа најмногу погодени од таа европска економска криза. Голем дел од тие луѓе присуствува пред 3 недели тука на состанокот во Краун Плаза, хотелот Краун Плаза, односно поранешниот хотел Интерконтинентал, кај што беше убиен Желко Ражнатовиќ Аркан и разговара за иднината не само на Балканот, туку и за иднината во Европа. Постојат мноштво на објаснување. Зошто е формирана трилатералата таа 73 година, значи некаде пред 41 година. Лани славивте 40 години од формирање на трилатералата во светски рамки. Меѓутоа најдоминантно или најприфатено е мислењето дека тоа е поради она крнавтена криза која се јавува тамо почетокот на 70-те години поради тие израелско-арапски конфликти, конфликти на Блискиот Исток или конфликти во она зона кај што се најголемите светски наоѓалишта на нафта, дека поради таа петрокриза која тога се јавува е де факто формирана трилатералата за контрола врз тие бизнис и профити од нафта. Профити од нафте су само могу да буде само еден сегмент целите приче. Тачно, и с едне стране јесте то тачно, опет враќамо се на што се рекол, значи то су луѓе кои су заинтересовани за решавање, jer njihovo поле деловања je takvo da ih interesuje da izbegnu krize, ne da ih naprave, jer krize nisu dobre za big business. Krize su dobre za pojedince, ali ne za big business. Ljudi su se tada skupili, jer komunikacije tada su bile malo drugačije, nije bilo Skype-a, nije bilo interneta tada tako, znači morali da se odvoje 2 dana da ljudi dolaze iz daleka, da li iz Japana dolaze u Ameriku, Evrope, tako dalje. Znači, komunikacije tada nisu bile da ljudi mogu da rade videokonferenci i da rade. Znači, trebalo se skupe i da razmotraju tada one probleme koji su tada bili aktualni. I bilo ih jako puno 73. Sećamo se, jeste to bio jek hladnog rata, mnogo drugih kriza, ljudi su se tada rešili, ajde sedemo, popričamo da vidimo kako možemo da pomognemo, da smirimo stvari. I to je ključ.
I ne može, normalno je da će jedan esnaf, da li su to bankari, da li je to teška industrija, da li su to čeličane, da li je to IT industrija, da se glavešine sastaju povremeno i da pričaju o problemima koji njih tište. A da pritom niko od toga ne pravi big deal, kao što se rekao i hirurzi, pa imate stvarno IT stručnjaka koji se sastaju. Vrlo često, da popričaju. Ама сигурно ти IT сектор или хирурзи нема да донесат 20 милиарди долари или евра во Србија за живот. Ja ne bi, da vam kažem, pocenjivao finansku moć hirurga i tako dalje. Ne, neće oni. Не ми одговоривте на прашањето дали ова беше најголем собир на просторот на поранешна Југославија после погребот на Pa Јосип koliko Broz Tito. mi shvatamo, apsolutno. I po broju gostiju, njihovoj individualnoj i onda, kako kažem, individualno, pa onda staviš na gomilu kolektivnoj moći, to je ubedljivo bio najveći, najvažniji skup u regionu. Ви имате интересна биографија. Во таа ваша биографија се наоѓа еден детал дека сте били преведувач на Јосип Broz Tito. Беше ли член на трилатералната Јосип Broz Tito? Ne. Сакаше ли да биде член? Ne, prvo, da se odmah razumemo, i da je bio tada, ja kao prevodilac to ne bi mogao da znam. To je bila ozbiljna država. Znalo se svakom gde je mesto i šta ko može da zna. Ali Tito jeste po određenim saznanjima pokušao da uđe u trilateralu. Znači, on je i činjenica da je on to pričao, mi sad danas kad bolje razmislim, govori da jeste. Oni su pričali o tome, pokušali su, međutim tada nije bila tržišna ekonomija u Jugoslaviji i mislim da je to jedan od glavnih razloga što nije primljeno u trilateralu. Вела дека, се не знам колку е тоа точно, меѓутоа се наоѓа тој податок по социјалните мрежи, па и сум го слушал во некои неврзани комуникации со луѓе кои се блиски до таа трилатерала, дека Милован Джилас, кој е најголемиот дисидент на Титова Југославија, е првиот од овие простори кој учествува во работа или е говорник Био е позван и еден пат како говорник, на трилатералата. Jeste, bio je. Тука правиме прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме со втори дел нашата емисија за моќта на трилатералата, дали се тоа луѓето кои оценка владаат со светската политика и економија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Zinajko German Lemonade. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Слушнете ова изјава на Смилја Аврамов, тај познат професор од Белград, требаше да биде составен дел на екипата, правната екипа и правниот тим кој треба да го брани Ратко Младич на судењето во Хаг. Та има истражувано на тема светската трилатерала, има напишано најдобрите книги посветена на таа проблематика и та излезе со две многу интересни тези, како прва дека 1976 година е всушност потпишан договор во 11 точки со покровителство на трилатералата, а подписници се Ватикан, Германија и Америка, и во тој договор е предвидено да дојде до
растурање на СФР Југославија и дека денес трилатералата работи на проект на уништување на православието. Значи, погледнете незината изјава и подосна ќе искоментираме таа изјава. Istovremeno, vidite, danas, nakon što je sklopljen, malo se o tome zna, sklopljen tajni sporazum između Vatikana, Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke. Sklopljen je tajni sporazum, on ima 11 tačaka i taj tajni sporazum je sklopljen 76. godine, još za vreme života Broza, i u tom tajnom sporazumu jedna od 11 tačaka bila je razaranje Jugoslavije. Jedna od tačaka koja je mene veoma pogodila, kad sam čitala taj sporazum, bila je totalno uništenje pravoslavlja. Се смета дека Смилја Аврамов е една од личностите од Балканот. Добро. Која најдобро ја позна работата на таа трилатерална комисија. Има напишано книга. Да, така е. И некаде пред 3 недели излезе со одредени податоци кои беа цитирани по повеќе балкански медиуми и две тези по мене беа клучни. Првата теза е дека 1976 година под покровителство на трилатералната комисија е направен договор во 11 точки. Една од тие 11 точки е растурање на поранешна СФР Југославија. Така е. Подписници на тој договор се Америка, Германија и Ватикан. Така е. И втората теза е дека постои стратегија на трилатералната комисија да биде уништено православието. Prvo, tačno je da je taj program razbijanja Jugoslavije zaista napravljen polovinom 70. godina. Дека Јосип Broz Tito bili to nema informirani nikakve, oko toga, preko svojite razuznavačke znači, oko službe. toga nema, prosto, kako da kažem, nema sumnje oko toga. To je jedan. Dva, kad je u pitanju pravoslavlje, i naime kad su u pitanju zemlje sa tom tradicijom, crkvom i tako dalje, mi imamo da je taj program u stvari već obnarodovan. On je obnarodovan u onoj knjizi Samuela Huntingtona, Sukob civilizacija, kad je on podelio svet na nekoliko civilizacija. Evropa je podeljena na dve, na zapadnu civilizaciju i pravoslavnu. Taj Samuel Huntington, on je jedan od glavnih ideologa tog američkog neoimperializma, dominacije i tako dalje, i takođe jedan od najvažnijih izvornih članova trilateralne komisije. Првата теза е дека некаде средината на 70-те години или поточно 1976 година има таен договор во 11 точки помеѓу, ајде да речеме, Ватикан, помеѓу Германија и Соединетите Американски држави под контрола на трилатералата за растурање на Тито Југославија. И втората теза која беше кажана е дека постои проект на трилатералата за уништување на православието. Ja sam sasvim siguran da teorije zavere ne postoje. S obzirom da sam bio ministar spoljnih poslova, ili tačnije rečeno član predsjedništva omladine Jugoslavije, poslednjeg predsjedništva omladine Jugoslavije, pred raspad naše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, mogu iz ličnog primjera da vam kažem da je nažalost do našeg razlaza došlo u tragičnim političkim okolnostima ljudi koji nisu prepoznali šta se dešava sa budućim svetom nakon raspada Berlinskog zida. I ta teza koju sada neko opet zastupa, da je to urađeno iz tamnih centara moći, je apsolutno za mene neprihvatljiva i glupost. Jer ja sam bio šef državne delegacije Socijalističke federativne republike Jugoslavije 1989. godine na proslavi 40 godina Saveta Evrope, kada sam imao prilike u razgovoru sa François Mitterrandom i generalnim sekretarom Evropskog saveta u tom trenutku da čujem da je Jugoslavija u mogućnosti da postane punopravni član Evropske unije ako prihvati Konvenciju o ljudskim pravima i o kulturnoj baštini. 1989. godine. Ali to je neka druga tema. Znači, trilateralna komisija postoji, brine se o stabilnosti i razvoju ne samo ovog regiona, nego čitavog sveta. U njoj sede najuticajniji i najimućniji ljudi privatnog kapitala, ljudi koji nose odgovornost za razvoj savremenog sveta i sasvim sigurno nemaju vremena da se bave zaverom. Naravno, običan svet
u onome što je današnji nivo vladanja, znači nizak nivo obrazovanja, veliki stepen predrasuda, i tekako je spreman da prihvati teorije zavera, jer one su jednostavne istine koje, nažalost, nisu istine. На средбата на трилатералата во Белград присуствуваше македонскиот председател Ѓорги Иванов, црногорскиот премиер Мило Ѓукановиќ, председателот на Република Српска Милорад Додик. Поканите беа Бакир Изетбеговиќ кој не присуствуваше, а поканата беше исто така не присуствуваше председателката на Косово госпоѓа Јахјага. Исто така, бидејќи беше откажана посетата на Еди Рама на Белград, адекватно на тоа или аналогно на тоа беше откажано учеството на Еди Рама на тој состанок на трилатералата тука во Белград. Меѓутоа и покрај нивното отсуство, веројатно како што кажуваат неофицијални информации, на ова средба на трилатералата во Белград се разгледувале клучни теми околу иднината на регионот. Ковака ве слушам, вие сте биле член на председателството на младината или на последното председателство на младината на поранешна СФР Југославија. Господинот Јован бил преведувач на Тито. Испаѓа дека ова во трилатералата само бивши комунисти примат. Не, у трилатерали седи угледни, успешни и реализовани ljudi. I tačno je, stara Jugoslavija imala dobru školu diplomatije. Бидејќи знаете, ако вие сте еден од тројцата членови од Србија во трилатералата, ако сте и во рамки на трилатералата во Србија министер за надворешни работи, а на овој состанок пред недели во Белград беше присутен и Ѓорги Иванов, кој исто така беше младински функционер во на Титово време. И Мило Ѓукановиќ. Мило Ѓукановиќ кој исто беше така. Видите, тоа е како 15-ти конгрес на Сојуз на комунисти на Југославија, кој некаде 990 тоа е dokaz da su февруари članovi... прекинат во Сава центарот јануари. Hvala vam na toj opasci, ali to je dokaz da su predsjedništvo omladine Jugoslavije ulazilo na osnovu kvaliteta znanja i mogućnosti da se bude savremen političar. To je dobra škola. Како функционира трилатералата, почитани гледачи? Например, за приемот на Србија во светската трилатерала вела дека најголемо лобирање има направено Марко Волич од Словенија и поранешниот бугарски председател Петар Стојанов. Например, интересно дека Петар Стојанов е наследник на Жилјо Желев, тогаш беше обичен адвокат со седиште во Пловдив и од таа позиција и од таа функција избран за председател на Република Бугарија. Сите се прашува како е дојдено до тоа и како може Петар Стојанов да биде наследник на Жилјо Желев. Меѓутоа, кога беше објавено дека Петар Стојанов всушност е член на трилатералата, тогаш многу работи стана јасни. Например, Марко Волич се сметаше дека еден од 10 голден бој или златни деца на ММФ и Светската банка, кој некаде пред 20 години ја страдува економијата во Јужна и Средна Америка. Тој подоцна станува директор на Нова Љубљанска банка, а денес се јавуваше како главен лобист за прием на Србија во светската трилатерала. Така функционираат тие односи во светската политика. Вела дека влегувањето на Србија во трилатералата најмногу го помагаат Марко Волич, кој некаде пред 15-20 години се сметаше за еден од оние 10 златни момчиња на ММФ, кој се решава оние финансиски кризи во Јужна Америка. Подоцна прв човек на Љубљанска банка или Нова Љубљанска банка, па заминува таа позиција доаѓа на чело на она банка која купува Маđарска банка, Нова Љубљанска банка и така натаму. Меѓутоа еден од тие голден бој момци на ММФ пред 20 години, Петар Стојанов, кој од правник адвокат во Пловдив станува бугарски председател после Жилјо Желев. Дали е точно дека Марко Волич и Петар Стојанов најмногу лобирале вие да станете дел на трилатерала? Марко Волич јесте. Петар je veliki prijatelj, naš i član East-West Bridge-a, a isto tako vrlo mi je drago da vam kažem da u East-West Bridge-u ima preko 10 članova trilaterale u članstvu East-West Bridge-a. A to je možda najveći broj trilateralaca u jednoj organizaciji u Evropi, osim same trilaterale. Ima li Makedonci? Nema, ali evo sada naše prilike da radimo na tome. Може ли да се очекува, бидејќи Хрватска има, Словенија има пред некаде 10 години, ако Марко Волич вршел лобирање, тоа значи дека се веќе членови на трилатералата. Србија стана, значи, минатата година, премини сте во Берлин, не, конференцијата во Берлин минатата година. Какви се шансите Македонија да стане? Evo, mi možemo sada da iskoristimo, da imate ekskluzivu, radit ćemo na tome da i otvorimo East-West Bridge u Makedoniji i da radimo na tome u saradnji normalno sa trilateralom, da napravi se i grupa u Makedoniji i u celom regionu. Бидејќи беше Ѓорги Иванов поканет, ви одржа една лекција за Филип и Александар Македонски? Znate kako, pravilo sa trilaterale. Možemo da pričamo šta je rečeno, ne možemo da pričamo ko je šta rekao. Па добре, не мора да кажете кој кажал, меѓутоа имало ли лекции за Александар и за Филип Македонски? Nije bilo, koliko se ja sećam.
Какви се тие односи помеѓу масоните, групата Билдерберг и трилатералата, дали постои одредена каузална поврзаност и кој од нив всушност е најмоќен во таа распределба на мокта помеѓу тие тајни структури или тајни организации во светската политика. И кога би ги рангирале, да речеме, трилатерална комисија, таа група Билдерберг и останатите мокни светски групи преку кои се контролира политиката, финансиите, па да речеме и политичките разврски во светот, како би направиле една историска генеза. Кој е кој всушност? Каде е мокта, во чии раце? Pa evo, sama trilateralna komisija u svom službenom predstavljanju javnosti sebe dovodi u vezu sa grupom Bilderberg. I oni kažu u tom jednom, da tako kažem, komunike za javnost, oni kažu da su oni kao mlađa organizacija, oni su osnovani 73. u stvari nastavili da rade na tim, tako kažem, idejama koje su počele da se artikulišu u okviru sastanaka grupe Bilderberg, koji su počeli se svake godine održavaju od 1952. godine. To je, znači, period neposredno po početku takozvanog hladnog rata i sad ide ta priča o Bilderbergu, to da ostavimo trenutno po strani. Međutim, i Bilderberg i trilateralna komisija, oni se oslanjaju na jednu tradiciju koja postoji, to je već 100-godišnja tradicija tog oblika rada u javnom prostoru. To je anglosaksonska tradicija, ona ima 100 godina i tu tradiciju možemo da dokumentovano pratimo od suštinski kraja 19. veka, od Cecila B. Rhodesa, koji je bio jedan veliki viktorijanski imperijalni funkcioner, koji je bio guverner Južne Afrike, vlasnik najvećih rudnika dijamanata i tako dalje, visoki funkcioner i službenik u toj porodici finansijskoj Rothschilda i tako dalje, koji je u stvari postavio, tako da kažem, osnovu za ono što će da se odigra u godinama uoči za vreme i neposredno posle Prvog svetskog rata. A to je formiranje prvo Kraljevskog instituta za međunarodne odnose u Londonu 1919. godine, zatim formiranje Saveta za međunarodne odnose u Vašingtonu 1920. godine. Obe te grupe su formirane kao dva krila jednog te istog institucionalnog programa, projekta, kako god hoćete, znači sa ciljem da se bave spoljnom politikom, da pomažu vladama u Vašingtonu i u Londonu, u tim međunarodnim poslovima, svojim savetima, idejnim rešenjima, konceptima i tako dalje. I iz tog ansambla te dve organizacije se posle Drugog svetskog rata pojavljuje prvo Bilderberg i pojavljuje se 73. godine trilateralna komisija. 1919. godina je formiran toj Kralski institut u London. 1920. godina je formiran toj Komitet za međunarodna politika во Вашингтон. И тие две институции всушност имат советодавна улога, но е креират политиката на Велика Британија, која тогаш е една колонијална империјална сила, и на Соединетите американски држави, кои се во еден политички и економски налет. По Втората светска војна, од овие две советодавни групации, меѓуто исклучително мокни и влијателни, 52 година формирана групата Билдерберг, 1973 je trilateralna komisija. Znači, to je geneza. Tako je. Ima još tu jedna stvar, nije neinteresantno da se pomene. Savet za međunarodne odnose je imao jedan veliki, imao je u svojoj istoriji dva velika projekta na kojima je radio. Prvi projekat je bio između 39. i 45. godine i on se zvao Studije rata i mira. Svi ti memorandumi tog programa Studije rata i mira su i danas poverljivi i danas ne mogu da se čitaju. Dan današnji su oni klasifikovani, zaštićeni kao poverljivi dokumenti. To je njihov veliki... Trilateralna komisija se smatra najvećim programom koji je izašao iz Saveta za međunarodne odnose posle tog projekta Studije rata i mira iz Drugog svetskog rata.
To je značaj trilateralne komisije. Umeđu vremenu, ta trilateralna komisija je osnovno vreme kada je David Rockefeller bio predsednik Saveta za međunarodne odnose. I on je u toj funkciji osnovao ne samo tu komisiju, nego je pokrenuo drugi veliki projekat Saveta za međunarodne odnose, koji se zove Projekat 80. Direktor tog projekta 80. bio je Zbignjev Bžežinski, koji će da postane direktor prvi trilateralne komisije. Денес никој не крие дека главен финансиер и главен мотор, односно мозокот на целата таа операција за формирање на светската трилатерала е Дейвид Рокфелер, дека негова десна рака е господинот Хенри Кисинџер, кој беше министер за надборешни работи, дека еден од главните идеолози е Збигњев Бжежински и дека се тоа група на луѓе кои всушност некаде пред 40-41 година разговарале и размислувале како да формираат светска влада во сенка, преку која ќе ги имат под контрола сите процеси. Можете ли да ја дефинирате таа врска, ако воопшто постои, трилатерала, Билдерберг група и масони? Вашето име, тоа не се говори јавно, меѓутоа вашето име се врзува дека сте може би член на масонската ложа во Србија. Дали е неопходно да се биде масон, за да може да биде човек на чело на трилатералата во Србија? Па самим тим onda bi otpale sve žene koji su u ovoj trilaterali. Ja sam mason i ja sam vrlo ponosan na to, ali nemam nikakvu veliku funkciju. Osim ako bivši majstor svoje lože predstavlja visoku funkciju, to predstavlja veliku čast, ali ne funkciju. Ja nemam nikakvu položaj u srpskoj masoneriji. Niti, verujte mi, niti me iko pitao da li sam komunista, da li sam evangelista, mormon, mason, hrišćanin ili arapin ili pripadam islamu, ne. Tamo je pitanje da li si pametan, sposoban i govoriš engleski, da možeš da se komuniciraš, to dobro da govoriš engleski, da možeš lepo da iskomuniciraš svoje stavove svojim kolegama, komesarima. Nema veze. Bilderberg ima veze sa trilateralom utoliko što mnogo članova iz trilaterale sedi u Bilderbergu, a to samo govori o kvalitetu članova. I nemoj da, kakav je kvalitet članova, najbolje govori podatak da pre nekoliko godina, kad je bila velika kriza u Evropi, 6 članova trilateralne komisije je bilo pozvano da preuzme kormilo svoje države, kao što je bio Mario Monti, kao što je bio Lukas Papademos i tako dalje, da preuzmu kormilo svoje države, da izvuku državu iz krize. Da li to govori o moći trilaterale? Vidite, sad je to interesantno pitanje. Ili govori o kvalitetu članova, što opet može da se preliva, kažem, na kolektivnu moć. To je drugo pitanje, ali ja se držim toga da to govori o kvalitetu članova trilaterale, da su sposobni. Има два детали, почитани гледачи, кои се многу интересни, ако остана неискоментирани во однос на тој состанок на трилатерала тука во Белград. Како прво, поканат од Македонија Ѓорги Иванов, а не Никола Груевски. И тука се постава прашањето зошто. И како второ, многу малку македонските медиуми посветија внимание, да не речам воопшто, на тоа гостување и говорот на Ѓорги Иванов на седиштето или на состанокот на светската и европската трилатерала кој претендели се случи тука во Белград. И третото прашање кое само логично се поставува, ако Ѓорги Иванов бил поканет да има говор на тој состанок на европската трилатерала тука во Белград, тога се поставува прашањето дали нешто можеби се очекува да се случи во регионот во наредните месеци, наредните години, и тоа би било многу важно или би било клучно за еднината на овој наш регион. Што договоривте пред 3 недели тука во Белград? Беа поканети многу гости од соседството. Ѓорги Иванов, македонскиот председател, беше тука. Беше гостен, говореше на трилатерала. И захвални сме што е бил. Мило Џукановиќ беше поканет, присуствуваше, Александар Вучич присуствуваше. Имам информација дека и Бакир Изетбеговиќ бил поканет, дали присуствувал, не знам, вие ќе ми кажете. Не. И дека откажала во последен момент председателката на Косово, Јахјага. Јасно. Колку чинеше организацијата на таа трилатерала? Ако толку луѓе дојдоа, ако ви требаше да сместите толку луѓе, сигурно сте ги сместиле во хостели, претпоставувам, тоа чинело пари. Ако не е непристојно, колку чинеше организацијата? Организација овог скупа? Да.
ono što smo jako ponosni na činjenicu da ova organizacija državu nije koštala ni dinar, uslovno rečeno. Gospodin Dačić je priredio koktel, to je išlo na teret države, ali smo jako puno pomogli da se sve to organizuje, da oslobodimo ljude koji su prezaposleni iz raznih kabineta da rade svoj posao, ali imali smo fantastičnu saradnju, ali bila je večera kod premijera Vučića, to je išlo na teret države i obezbeđenje. Sve ostalo, znači dolazak, putovanje, jelo, piće, smeštaj, to je snosila Trilaterala i nekoliko nas pojedinaca iz Srpske nacionalne групе Трилатерална комисија. Вие како сега најмлад член на Трилатералата, се чувствувате ли како некој кој владее со светот? Moja žena misli da uopšte ne vladam. Ja ne vladam ni u svojoj kući. Ja u svojoj kući pitam svoju ženu koja je Srpkinja s Kosova da li smem nešto da uradim. Pa знаете, потешко е да владеете во својата куќа отколку со светот. И многу луѓе кои не успева дома да владеат, имаат амбиции да владеат со државите или со светот. Така што тоа не е баш и за споредба. Може дома да сте секундарен играч, може и по бурек да ве праќаат, но да владеете со светот. Ja bih volao da ste vi u pravu, iz vaših usta u Božje uši. Бидејќи велате Мира Марковиќ дома владеела, ама слобо владеел со Србија. Iz vaših usta u Božje uši. Mi smo ponosni i izuzetno srećni da smo imali Božju pomoć da organizujemo ovako veliki skup u Srbiji. Mislim da smo to uradili tako da bude korisno za sve narode ovog regiona i nadam se da ćemo što pre zbog naše dece biti članovi Evropske unije. Kada je следниот собир од ваков формат на Трилатералата? Svetski skup je naredni u aprilu u Južnoj Koreji, a evropski u Italiji. Втора пауза за реклами, се враќаме после рекламите да одјавиме нашата емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Изворска. Во нова еко-амбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска. Од Кожувчанка. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Ова беше емисијата во Центар Сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вие вечерва можете да ја проследите нашата емисија на тема Светската трилатерала, колку е мокна и дали владее со светот. Не се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер Македонија, каде и да си, а тоа ви го посакувам од тука, од Белград, од председиштето на Српската трилатерала, која се наоѓа во апартман 202, во апартманите Генекс во центарот на Нов Белград.
Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов,